Се поголем број граѓани и компании во Македонија го користат интернетот и онлайн услугите, но заедно со земјите од регионот сепак се наоѓаме под просекот на Европската Унија. Владата постепено го отвара патот за домашните компании во процесот на дигитална трансформација, а преку дигиталната економија и вештачката интелигенција му се олеснува на приватниот сектор за нови инвестиции и отворање на нови работни места. Министерот Андоновски на денешната регионална конференција за електронска трговија објасни дека преку платформата за интероперабилност повеќе од 76 институции и компании веќе се приклучени. Оваа платформа овозможува брза и безбедна размена на податоци помеѓу различни компании и државни институции. Само во изминатиот месец се направени над 2,6 милиони трансакции, што представува раст од 260% во споредба со минатата година. За разлика од порано, за прв пат се вклучени повеќе од 10 компании на платформата за интероперабилност, што значи полесна, побрза размена, бесплатна размена на податоци помеѓу нив и државните институции. Претежно тука би го спомнал банкарскиот сектор и финтек друштвата, кои што предничат во овој аспект. Сега наредни се и осигурителните компании, што покажува дека има интерес од приватниот сектор за приклучување и за размена на податоци. На Балканот постои неравномерен развој меѓу земјите, а во просек само 27% од приватните компании продаваат онлайн. Генерално дигиталните вештини, како на населението, така и на компаниите се се уште ниски, што објаснува зошто е таква ангажираност и во онлайн купување, зошто е ниско користењето на алатките за вештачка интелигенција. Младите велат дека купуваат преку интернет, но внимаваат на кои веб портали ги споделуваат нивните лични информации. Но и покрај внимателноста се случува понекогаш да биде испорачан производ кој не бил нарачан. Внимавам кога се претплаќам на сајтовите и користам безбедни сајтови за онлайн трговија. Сепак пазарам, ама не толку често. Дека треба време за да ти стигна, а сакам одма да си го купам. Знам дека од тие сајтови каде што јас пазарам, дека е све проверено. Инаку Министерството за дигитална трансформација преку Европскиот дигитален иновацијски хаб Innovate Edich им овозможува на малите и средни предпријатија пристап до лаборатории, дигитални алатки и експертска поддршка за тестирање нови технологии пред да инвестираат.